Учениците во неколку основни и средни училишта во Скопје и во Штип, според последните информации, се евакуирани ова утро поради дојави за бомби. Ова е веста која што не разбуди ова утро, па не сакаме да шириме во никој случај вознемиреност, бидејќи така повикуваат и надлежните, се проверува на терен, но кога ќе се слушне бомба е вознемирувачки, мораме да го признаеме фактот. Да, јас сум еден од ние што водев во живо во ова студио, па добивме дојава за бомба и моравме за во истата минута да го напуштиме целиот објект и да излеземе. Секако дека не е пријатно, секако дека дека мора да се направи протоколот, не смее да се игнорираат овие дојави, иако предпоставуваме сите, со право предпоставуваме дека се работи за лажна дојава. Сега, тука, ова не е работа за полицијата, туку е работа за тајните полиции, да утврдат од каде доаѓаат овие. Првата работа е да утврдат од каде доаѓаат овие дојави и втората работа е да утврдат зошто доаѓаат овие дојави. Во 2022 година, цел месец, вклучувајќи ја дојавата тука во градскиот трговски центар, цел месец училиштата и бројни објекти мора да бидат напуштани, па потоа да бидат проверувани и така натака. Тоа цел еден месец траеше и тоа беше нешто поврзано, некаде да кажеме, со протолкувано дека има некаква врска со војната во Украина и обимот на помош кој што од одредени земји оди во Украина. Не знам дали е тоа вистина, јас не би тврдал дека тоа така беше, но имаше едно, како да кажеме, толкување кое беше полуофицијално. Сега во моментов мислам дека не е тоа причината, дека е некоја друга причина, но реков тоа е работа за тајната полиција, која веројатно и нема да не извести што се случило, но добро би било да провери. Да, како и пред 3 години, кога не ни беше јасно што се случува, не ни дознавме ни заклучно до овој момент што се случува и од каде доаѓаат овие дојави за бомби. Покрај тоа што се вознемирува јавноста овде, да потсетиме дека и регионот беше со истите информации во Србија и во Црна Гора, сега во Хрватска вчера имаше, во Хрватска вчера го кажавме тоа. Во 2022 буквално целиот регион беше цел на тие лажни дојави. Сега овој пат можеме да претпоставиме дека нешто слично ќе се случи. Тогаш имавме информација, добивме од службите дека од странство се испраќаат тие дојави кои што се од прокси сервер, па тешко е да се најде каде. Надлежните органи сепак имаат некаква можност да, ако ништо друго, да видат од која земја тоа се испраќа и тоа е многу непријатна ситуација за едно општество, особено кога основните и средните училишта ви се под таква една акција, бидејќи тоа предизвикува немир кај најмладите кои што не можат да разберат. А овие во средно може да разберат. И јас сум бил во средно, и не е толку страшно да губите часови. Но прво, второ деление тоа може да биде да предизвика голем немир кај тие дечиња, а од друга страна вие тогаш морате да ги повикате родителите, да си ги земат децата, значи треба од работа да излезат, да појдат дома, па тие не можат на работа да одат. И тоа предизвикува еден синџир на големи непријатности во нашето општество и затоа мислам дека ова воопшто не е наивна работа. Ке споделиме искуство со мајката која што зборуваше за слободен печат, има првача, го однала во училиште и девојчето кога видело толку многу полиција и сите излезени надвор се исплашила, што е сосема разбирливо, и прашала што е ова. Кога дознала дека дојава за бомба, не го разбира поимот што значи дојава за бомба, таа рекла што ако експлодира училиштето. Замислете сега во незината слика во главата што всушност тоа би значело. Значи на малите деца тешко да им се објасни тоа и тие нормално дека
најнормалната реакција е страв. Да. Стравот не е добар, особено во тие години, а за овие средношколци веројатно можеби за некој од нив и добро дојдени со овие дојави за бомби, нели? Да, тие така го прифаќаат, ќе одат на кафе, ќе се расположат некаде и ќе се опуштат, секој различно. Не е проблем, но кај малите деца ова може да предизвика и не е лошо нашиот образовен систем да се обиде низ оној наставен дел да им објасни што се случува, нели? Да, и тука психолозите да психолозите, педагозите треба да заземат една поголема активност во овој период. Благодарам многу што јутринава беше заедно со нас. Ете уште едно издание на нашата утринска анализа за најактуелните случувања, поактуелни и не можевме да опфатиме бидејќи од утринава потсетувам неколку училишта се имаат дојави за бомби, учениците таму се евакуирани, полицијата е излезена на терен и испитува за што се работи. Секако надлежните, воедно и ние како медиум апелираме да не се вознемируваат граѓаните. Се надеваме дека ова ќе излезе на крајот само лажни дојави за бомби. Ние продолжуваме понатаму со нашата програма во живо, следува меѓународната анализа, бидете со Слободен печат.